Еди Рама ги собрал лидерите на албанските партии од Македонија за да ги утврдат деталите со кои тие ќе настапат во преговорите за формирање на влада. Лидерот на ДУИ Али Ахмети денеска потврди дека документот кој ќе биде усвоен од политичките партии на албанците кои добија свое место во собранието ќе ги содржи потребите на албанците во Македонија. На средбата во Тирана со Рама вчера покрај Ахмети разговарале и првите луѓе на БЕСА и Алијансата на албанците. Ахмети вели дека документот не е ниту црвени линии, ниту услови, туку според него се работи за основни начела и реални потреби на албанците во Македонија. Во него биле содржани барања за јазична и економска еднаквост, реформи во судството, расветлување на одредени случаи, како и членство на земјата во Европската унија и НАТО и работата на специјалното јавно обвинителство. Лидерот на ДУИ очекува и ДПА да се вклучи во договорот кој ги штител интересите на сите албанци. И тука нема ништо енигматично. Ниту Албанија, ниту Косово не се тие кои што ја изготвуваат и ја диктираат политиката за албанците во Република Македонија. Ние имаме своја програма, имаме своји цели, објективи, меѓутоа секако олеснување, секоја помош која што би дошла од истомислениците, од местата како што Албанија и Косово е добре дојдено. Лидерот на ДУИ во изјавата пред конституирањето на собранието тврди дека преговорите за формирање на владеачко мнозинство ќе започнат тогаш кога председателот Иванов ќе го предаде мандатот. Се уште нема официјални разговори со ниту една страна. Очекуваме денес конституирање на новиот парламентарен состав. Потоа ќе следи и да се покана до еден од политичките партии, тогаш политичките партии ќе ги состават работните групи за почнување на преговори. Во изјавата дадена пред изборите во 2008 година, лидерот на ДУИ бараше коалиција на победникот од албанскиот блок со победникот од македонскиот политички блок како единствен начин за зачувување на политичката стабилност во државата. Во интервјуто за Радио Слободна Европа на 4 мај 2008 година тој вели: "Јас очекувам многу нешта да се сменат и да не се повтори тоа што се случи во 2006-та. Очекувам сега да имаме еден коректен и праведен однос во правец на почитување на волјата на мнозинството граѓани албанци во Македонија и таа волја да се одрази во представување на интересите на албанците при градењето на новите коалиции. Јас не преюдицирам кој ќе победи, но праведно би било волјата на мнозинството на заедницата секако да се почитува, зашто само на ваков начин ние ќе градиме одржлива политичка стабилност и нема да ни се повтори она што ни се случи во изминативе 18 месеци во собранието на Македонија. Ако ни се случи 2006 уште еднаш, тогаш престанува смислата зошто кај албанците да постојат 2 или 3 политички партии, или зошто тогаш албанците да гласаат. Јас сум повеќе од сигурен дека тоа што им се случи на Македонија во 2006 година нема да се повтори во иднина, рече во 2008 година Ахмети. Ваквиот став беше пренесен и од шефот на неговиот кабинет. Тачи продолжува и јавно го предизвикува принципот на коалиционирање помеѓу победниците од албанскиот и македонскиот камп. Откако ја изневери волјата на албанците во 2006 година, кога ги узурпира институциите на земјава без волјата на албанците, Тачи и ДПА го подготвува теренот за да го повторат непочитувањето на албанскиот глас. На албанците никогаш повеќе не сме да им се повтори 2006 година, кога губитникот на изборите на нелегитимен начин ги представуваше албанците без нивна волја. Иако со намален број на пратенички мандати, ДУИ сепак останува партијата од албанскиот блок со најголем број на пратеници во собранието и очигледно ќе го има најзначајниот удел во формирањето на идната влада. Следејќи ги претходните политики на Али Ахмети и ставовите за постизборни коалицирања, се очекува изборот за составот на новата македонска влада да го направат токму ДУИ и ВМРО-ДПМН.